Моја оценка е дека, иако владата имаше многу поводи и многу причини да ги добие жолтите картони во минатите неколку месеци, таквото чувство се уште го нема добиено, го нема примено и го нема разбрано. И тоа тие жолти картони не доаѓаат само од опозицијата во Република Македонија, тие жолти картони доаѓаат од граѓанскиот сектор, кој што може би и најмногу е излажен од ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз. Тие жолти картони доаѓаат од медиумскиот сектор. Најголемите поддржувачи на СДСМ пред изборите почнуваат отворено да го критикуваат СДСМ, но доаѓаат и од меѓународната заедница. Во моментот имаме политичка ситуација во која што владата на СДСМ чекори само по една патека, а тоа е патеката на промена на името на држава. И по таа патека се обидува се друго да покрие, скрие и да остане непознато. Но, таа игра е многу опасна. Јас неколку пати сум предупредил. Без разлика, дали ќе успее планот на владата или нема да успее планот на владата, реалните проблеми на граѓаните остануваат. И да успее планот на владата, еуфоријата која што ќе ве држи мислејќи дека сте направиле голема работа ќе биде неколку месеци. И да не успее планот на владата, тие неколку месеци ќе бидат поскратени и побрзо ќе дојдат суштинските проблеми. Затоа, може би можам да ја разберам еуфоричноста на некој од колегите кои што се прв пат членови на македонскиот парламент, но не можам да ја разберам еуфоричноста која што доаѓа од сериозни политичари во Социјалдемократскиот сојуз. Ако ги погледнете суштински работите, и ако на момент го изолирате аспектот на меѓународни односи поврзани со прашањето на името, изолирајте го, како да не постои тоа. И направете анализа на вашата работа. Се плашам дека скоро и да нема да има област во која што имате успех. Економските параметри, не сакам да ги повторувам, господинот Цуклев вдолж и на широко ви ги покаже. За 4 месеци реализација на капитални инвестиции 11%. Ако така го терате, на крај на годината ќе имате 30% реализација на капитални инвестиции. Тоа е импутот во стопанството. Бадила ќе им давате по 20.000, по 30.000 евра поддршка, ако не им дадете работа. За жал, државата е најголем работодавач во Македонија. Тој елемент не смеете да го заборавите. Училишта не се градат. Во здравството се стопирани крупните проекти. Зборуваме за физибилити студии, планови, вакви, такви. Ништо. Ништо, шајка не се кова. За локалната самоуправа која што ја водите како политичка партија, да не зборувам. Че градоначалници ваши, кои што во минатото работеле како кртици, една канделабра немаат ставен. Една канделабра немаат ставен. И сето тоа се одражува на финалните економски параметри кои што вие ќе ги носите како одговорност. Господине Заев, почитувани министри во владата, оваа влада, покрај на прашањето за името, дојде на власт со огромен број на ветувања спрема граѓаните. Дозволете ми да ве подсетам на некој од нив кои што сте ги заборавили. Ветивте заштита на децата. Имавте случај во Министерство за труд и социјална политика на штитеничкиот домот, злоставувани, никој не сноси одговорност. Никој. Ветивте стопирање на градење на згради во Скопје. А најголемите објекти сега добиваат дозволи за градење во Скопје. Да не ги спомнувам општините кои што ветивте. Јас не тврдам дека во претходниот период не се градели, но вие дојдовте на власт со тоа ветување. Ветивте повисок данок на имотот на најбогатите. Тоа го заборавате. Тоа го заборавате, но го ветивте. Сега со акцизата ги оданочуваме дополнително и најсиромашните. Ама данокот на најбогатите не се чепка. Ветивте велосипедски патеки низ Скопје. Битно, небитно, многу млади луѓе во Скопје им значи тоа. Ветивте решавање на загадувањето во Скопје.
и во другите градови. Единствен проект немате направено за намалување на загадувањето во Скопје. Ветивте силна судска и шумска полиција. Пред 3 дена ви штрајкуваа. Сте ги заборавиле, не постојат. Ветивте ограничување на скратените постапки на носење на закони во собрание. Повеќе од пола од законите кои што се донесени во ова собрание од кога колегата Талат Джафери седи на ова столче се по скратена постапка. Ветивте број на министри 20 луѓе. На секоја наредна реконструкција уште по 20 ставате за да задоволите нови и нови коалициони партнери. На вистина, јас пред некој ден го читам составот на партии кои што ја поддржуваат оваа влада. Па тоа е истото кои 2011. Само место ВМРО пишува СДС. Дуе, тука ДПА, тука колегата Бајраме, тука Турската партија, тука Фијат Цановска, тука Лиле Поповска, тука, да не испуштам некого, сите се тука. Само место ВМРО СДС ма пишува. Ветивте решавање на севкупно, решивте севкупно решавање на проблемот со стечајците. Од 12.000 апликации на 10% им ги одобривте. Другите остана и чека. Се надева. Ветивте намалување на јавните давачки. Што е намалено? Што е намалено? Радиодифузната такса, па со едно полнење на резервар во гориво со новата акциза се покриваат тие 190. Ветивте младинска гаранција. Така, дека секој студент кој ќе заврши во рок од 6 месеци ќе доби. Ништо. Имате министр што ја превземал таа одговорност да го тера тој проект. Ветивте по 10.000 евра на секој млад човек со добра идеја. Ќе си кажете, ветивте просечна плата од 500 евра. Ветивте 600 километри автопати. 1 километар не е започнат. А сте веќе една година како влада. Ветивте нови студентски домови. Ништо од тоа. Ветивте бесплатно болничко осигурување за сите. Ништо од тоа. Ветивте поврат на ДДВ. 15%. Ништо од тоа. Ветивте еднакво општество за сите. Ништо од тоа. Ништо од тоа. Затоа, време е премиерот на владата на Република Македонија, господинот Заев, да прифати и да разбере дека владата не му функционира добро. И ова не ви го кажувам со лоша намера. Не ви го кажувам со лоша намера. Заради тоа што, кога ќе го завршите пакетот со меѓународни односи, како и да заврши тој? Веројатно ќе имаме седници во следниот период на кој што ќе дискутираме многу подлабоко и многу посериозно на таа тема. Ќе оставам сега настрана. Кога ќе заврши тој пакет, овие работи ќе дојдат на дневен ред. Ќе дојдат на дневен ред прашањата што сработиле секој од министрите поединечно. Зошто нема реализација на капитални инвестиции во секоја министерство поединечно? Зошто нема спроведување на основните ветувања од програмата? Тогаш, господине Заев, затоа утринава ви реков, со ваквата танка, недоволна реконструкција на владата, вие ја превземате одговорноста за сите промашувања во минатата година. Требаше да најдете храброст, како што во минатото како лидер на опозиција ја наоѓавте, зашто треба да ви се честити. Но сега како премиер не ја наоѓате. Требаше да најдете храброст и да се соочите сега со вашата партија. И на колку и да ве задолжиле како соработници во периодот како опозиција, на дел од министрите да им се заблагодарите, на дел од министрите од дојде да им кажете дека нема да бидат шефови, да им се заблагодарите и да побарате нови, подинамични, поефективни луѓе кои што ќе ви носат резултати. Вие треба да ги браните сите овие промашувања и грешки кои што се случуваат во минатиот период. Затоа, за нас, ќе повторам, оваа реконструкција има козметички карактер со цел да се присоберат 3 пратеници, 5 пратеници, 6 пратеници повеќе во собранието. Ова не е сериозен пристап. Довршете ја мислата. Благодарам, свесен сум. Не е темелен пристап
со кои што требаше да одговорите не на критиките од ВМРО-ДПМН. Оставете на нас, ние сме политички опоненти. На критиките од вашиот спектрум на поддржувања. Благодарам. На критиките од шарената револуција, на критиките од невладините организации. Со денешната реконструкција, господине Заев, не само што не го постигнавте тоа, туку си направивте сериозна политичка штета во наредниот период за вас. Ви благодарам.